Се покренува и e-Lion проектот со кој се дефинира пристапот кон електрификацијата како добро истражен одговор на потребите на светот што се менува. Тој треба да биде водечката филозофија за задоволување на новите потреби во следната генерација на возилата на Peugeot, но не се однесува само за електрификацијата, туку е холистички проект, пристап од 360 степени заснован на 5 точки: екосистем, искуство, електрика, ефикасност и животна средина. Што се однесува до електричните модели покрај веќе најавените 308 во хеджбек и караванска изведба и купе кросоверот 408, ќе следат уште две нови. Компактниот кросовер E3008 најавен е за втората половина на годинава и ќе биде прв кој ќе ја користи новата платформа на групата. Ќе биде достапен со 3 различни погонски опции, вклучувајќи и верзија со 2 електромотора и ќе има автономија до 700 км. Набргу после него ќе пристигне и нешто поголемиот E5008, за да се премости јазот на оние пазари кои ќе заостанат во поширокото усвојување на електриката. На купувачите ќе им бидат понудени алтернативни погонски решенија. Иако е направена пред се да биде електрична, новата архитектура има флексибилност за сместување на хибридни погонски групи. Нив Peugeot ги најави во вид на нова линија мотори засилени со 48 волтен благ хибриден систем. Сите модели од 208 до 408 ќе бидат понудени со погонски склоп кој ќе се состои од 1,2 литерски PureTech бензинец со 100 и 136 конски сили и 6 степен автоматизиран менувач во кој ќе биде интегриран електромотор од 29 коњи. Peugeot тврди дека новите мотори ќе понудат подобрување на ефикасноста за 15% и автомобилите опремени со нив 50% од времето во градско возење ќе работат во електричен режим. Ова е само мал дел од сеопфатниот e-Lion проект за кој се кажа многу. За оваа прилика ќе издвоиме само уште дека во Peugeot очекуваат во иднина животниот век на електричните возила да биде 20 до 25 години наспроти сегашните 15 колку што трајат возилата со мотори со внатрешно согорување.